Зграда во центарот на Куманово плива во подземни води и фекалии. Станува збор за 11-катницата на улицата Моша Пијаде. Скривниците се полни со подземни води, а во подрумските простории течат фекалии. Станарите информираат дека со овој проблем се справуваат низа години. Реагирале, но надлежните за сега немаат интерес за решавање на овој проблем. Подрумските простории веќе не ги користат, бидејќи стравуваат од зараза, но и од водата која што е во големи количини. Скривниците се на пониско ниво од подрумските простории кои што. И подрумските простории со стара инсталација секоја година истекуваат фекалии во подрумскиот дел. И ќе се наполни делот од подрумската просторија и ќе се префрли во скривничкиот дел. Значи се полни она подземна вода што е испод зграда, што представува опасност за целата наша зграда. Значи, целата наша зграда стои на вода. И не знам, со години ова вака трае, тоа е чиста зараза во овие летни периоди, можете да видите вие таму во подрумскиот дел каде истекуваат фекалии и од само себе се суши тоа и останува тука. Дополнуваат, управителот лани само ја санирал цевката од која течеле фекалии. Случајот станарите го пријавиле и во инспекцијата при општина Куманово, но оттаму не добиле никаков одговор. Санирана од страна на управителот, санирана е цевката таму кај што текло ова, ама сите тоа фекалии, тоа остана така, од минатата година до сега. Еве сега поново имаме ова, ќе погледате, ќе видите и мислам дека треба ова некој да поднесе одговорност за ова, да видиме кој е надлежен за ова во строг центар на град, да видите како се живее, значи извор на зараза. Од фирмата која што е задолжена за одржување нагласуваа дека проблемот е долгогодишен. Тие побарале помош од противпожарната единица во Куманово и јавното предпријатие Водовод, но велат не излегле во пресред. За да се реши проблемот, нагласуваат станарите треба да се согласат и да одвојат свои средства. Проблемот е години пред нас што се случувало. Ние зградата ми е преземено со истиот проблем. Имаме надлежност да го решиме тоа. Значи, ние побаравме помош од институции кои што се надлежни. Ние друга можност немаме. Значи, се ова зависи од самите станари. Значи, колку е нивниот буџет, толку и ние може да овозможиме тоа да се оствари. Тоа е од инсталација која што е стара и истата треба да биде заменета со нова. И пак ќе кажам дека тоа е барање на станарите. Доколку тие побараат од нас тоа да биде заменето со ново, истото ние ќе им го возможиме. Пак зависи, ќе кажам, од нивниот буџет. Од оваа фирма дополнуваат и дека станарите барале да се изврши дезинфекција, дезинсекција и дератизација, но одбиле бидејќи тоа требало да се покрие од нивниот резервен фонд, за кој месечно одвојуваат по 50 денари. Укажуваат дека и дел од жителите на оваа зграда немаат навика навреме да ги надмируваат давачките. Бараме помош, ако може некоја институција да помогне за тоа да се реши, или некој процент да биде платен од станарите, некој процент да помогне и општината. Исто така, бараме помош и за решавање на проблемот со водата, бидејќи тоа голем проблем е и не можат сами станари да го поднесат тоа. Од инспекцијата за домување при општина Куманово велат неопходна е соработка на повеќе институции. Нагласуваат, согласно законот, можат да наложат управителот да одржи состанок со станарите и да донесат одлука, а спроведувањето ќе го наблюдуваат тие. Административно велат случајот ќе се реши за една седмица, но не и реално.